Јас ќе ги потсетам повозрастните гледачи на наша телевизија на времењата кога популарниот Оливер Млакар ги водеше исто така популарните емисии Мали тајни на големите мајстори на кујњата. Оде со мене е мојот пријател од земја Дарко, ќе биде Стево Карапанџа, а да се подсетиме како Оливер Млакар го неговаше тогашниот Стево Карапанџа. Поштовани гледалци, драги посетиоци, починjemo нову серiju емисија Мале тајне великих мајстора кукиње. Овде е са nama наш стари знанец, најголи кукар Југославије, шеф кукиње хотела Интерконтинентал у Загребу, Стево Карапанџа. Стево, што ќе му кухати вечерас? Свињетину са телетином. Šta trebamo uzeti? Uzmimo 20 grama svinjetine, 20 grama teletine i sve to polimo sa bijelim domaćim vinom. A kada smo kod vina, moramo spomenuti doskočicu koja kaže tko vina ne pije, rđa ga bije, a tko ga previše pije, po glavi se bije. Stevo, ja ću ovo ukusiti. Krasno, izvrsno, bravo, Stevo, doista. Dragi domaćice, ne mogu da vam posudim Stevu, ali zato mogu da vam kažem da ovu i ostale recepte velikine kuhinje možete naći u tjednim novinama ili ako na adresu Vegeta recepti 40.000 Koprivnica pošaljete 3 prazne vrste vegete. Stevo, ja ću ovo pojesti već se ohladilo. Javljamo se iz Skype Kennedy-a. Kosmonauti Neil Armstrong, Kevin Aldrin, Michael Collins popeli su se na vrhove spektakularne rakete prije 2 časa prije lansiranja broda. Gigantska raketa Saturn V, koja će tačno u 13 časova i 30 minuta po hjustonskom vremenu izbaciti Apollo u svemiru, sastaje se od 3 stupnja. Prvi stupljan radit će 2 sata i 15 minuta. Njegove zadatak da odnese broda sa površinu zemlje. Drugi stupanj radit će 8 sati i 50 minuta. Njegov zadatak da odnese broda u orbitu meseca. I treći stupanj radit će 13 časova. Njegov zadatak je da spusti Apollo na površinu meseca. Raketa je krenula. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Raketa je na vrhu lansirne rampe. Zemlja pod nama drhti gledalci. Sve oči uperene su raketi. Raketa je promenila pravac, ona ide prema suncu, ona je prema mesecu. Da, ne imаме доста современи поети. Добро. Години пред тоа имав една поезија по мене разбирлива, сега современава, може би многу ми ја разбират, јас нешто може да разбирам, ама многу не разбирам. Прочитав една песна од еден современ поет со наслов Камен. Камен на камен. Горе, небото во земја, во камено, дупка, во дупката вода, и бидејќи го познавам поетот, го замолив, ама насамо да не биде некој, да не испаднеме дека не разбираме, го замолив со по-прости, поедноставни зборови да ми објасни што сака да каже со песна. И еве што ми рече, цитирам: тргнувајќи од еклектицистички поводи и при ингеренција на дезинтегрирани, инкомпатибилни и детемпарирани чувства, а при дезалиенација на симплифицираното битие на словенската антитеза и хиперболата, како најекстравагантни суштински унифицирани инструменти и поими на исконски длабоката поетска реч, а при тоа апроксимирајќи го убиквитетот на Homo sapiensот како Homo sapiens при длабока инсуфициенција на верацијо криминис, на авеларизираниот и апетерно инсуфицираниот Homo sapiens, пациенцирано пристапив кон еден пароксимален и паспилентен фикционализам на еден абелардизиран феноменоскоп. Ја му викам благодарам, пријателе, ништо не те разбирам, а тој рече, не ме разбираш кога немаш врска од символика. Значи, поетска символика, човек, мислиш? Ова јас го кажа пред многу години во универзална сала, публиката го прифати со одушевување, со микрофонот, отидов кај еден господин, кој седеше во првиот ред и го праша: господине, дали вие нешто разбрате? Тој вели, ништо не разбрам. А јас му викам, до кога кај нас овие што ништо не разбират, ќе седат прв ред. Човекот стана, се наути, си отиде. После тоа, кога доаѓаше универзална сала, прашуваше на врата, дали Војче настапува? Не, ајде влезаме. Значи имавме Никола Солдатов, кој беше хит со неговите лапсуси, и јас го прогласив за господин лапсус во Македонија, а во Југославија беше Младен Делич. Сега, еве два-три лапсуси нека видат на Никола Солдатов, кој викаше: еве, драги гледачи,
жолтиот му го покажа, црвениот го припремаше, уште нешто да речеше и него ќе му го извадеше. Напад на Вардар, Рингов до Панчев, овој пак до Рингов. Она нашето, нати го дајме го. Напад на Айндховен, Вандер Керко Вили, до Рене, овој пак до Вили. Тие се браќа близнаци, Рене е постар од Вили 3 години. И тогаш многу популарниот од Југославија Младен Делич, кој имаше илјадници лапсуси. Јас можев со него 1 час да наставувам само со него, а ја ќе издвоиме 3 негови по мене лапсуси. Коментира кошарка и вели: наши су нападо Кичановиќ, изврстан играч, прije 2 месеца постao je otac, браво Славничо. Kao što se prezimena danskih igrača završavaju na N, Soresten, Jansen, Tortensen, tako se i prezimena igrača završavaju na Ić, Džajić, Šurijak, Žungul, Oblačuketin. I во Југославија имаше една пејачка, многаш популарна, се викаше Радојка Шверко, а имаше и еден автомобилски ас, кој се викаше Џани Шверко, и многу мина од југославените мислиме дека се брат и сестра. Во разговор Младен Делич Џани Шверко следува: Sa nama je Џани Шверко, Џани како е на точковима, опасно и незаборавно. Џани како е ваша сестра Радојка Шверко, па она ми nije сестра. Штета, Џани, штета. Да. По првите 3 со задоволство ги поставив анекдотите од моите студентски денови од Шумарскиот факултет. Првата е со мојата дипломска работа, која со задоволство отида да ја пријавам кај мојот омилен професор Радослав Ризовски и мојот омилен предмет фитоценологија. Добар ден, професоре, дојдов да пријавам дипломска работа. Која ви е темата, колега? Праша професорот. Фитоценолошко, еколошки и биолошки приказ на флората и вегетацијата на јужните падини на планетата Утица, се извинувам, со аспект на влијанието на минатите геолошки епоки врз истите и картографски приказ. Па вели, колега, ви одбраните? Однесете ја 10 оценка во студентски прашања. Така беше, не вистина? Така беше, па немаше да. Кој фраер бил како се положува дипломски, а? Така беше. Други времиња. Втората беше неве други времиња. Тоа беше реткост и затоа... Значи сега само треба да знаете како. Сите времења си носат своји моменти на живење, но тоа беше така. И втората случка е од предметот ловство, исто така мој омилен предмет, кај исто така мој омилен професор Борис Трпков, татко на Синоличка Трпкова, нашата позната артистка. Предмет ловство познат по тоа што, професорот познат по тоа што 10 и ретко даваше. Значи 10 вели треба или да знаеш колку мене или повеќе од мене. Тој факт јас го знаев, стигнавме до 9, вели Војче 9, дали одиме на 10. А јас му одговорив со речникот на предметот ловство и му реков: професоре, поради слаба популација десетките се трајно забранени. Така да. Добивте десетка или не? Десетка, но професорот до неговото пензионирање ова го раскажуваше како случка од неговите професорски денови. Значи ме запамтил. Да, и сега се поздравуваме, кога видам ја некој од неговата фамилија и он преку други мои пријатели ме поздравува. И третата анекдота од книгата за вашите гледачи: пред исто така 7-8 години гостува во една наша телевизија, утринска програма. 15 минути беше гостувањето, во 15-та минута наводителот му велам: за тебе и за гледачите на нашата телевизија ќе ја изрецитира мојата омилена песна за Минова. Стана, го напушти студиото, ја напушти телевизијата и се отида дома. Не знам водителот како ја одјави моето гостување кој беше пред крај на емисијата. Отидов дома со убаво чувство. Вечерта на истата телевизија имаше контактна емисија со учество на гледачи. Водителот вели: кој ни се јавува, гледач од Струга. Што ќе ги прашате нашите гости? Вели: немам прашање за гостите, ме ги забајле што за мене дали се вратили.